Да, се изненадуваме секогаш од инспирацијата на уметниците, а се разбира и македонските уметници се оние кои што имаат што да покажат токму водени од својата инспирација и секогаш веројатно сатисфакција за нивните дела и надвор од границите на нашата земја. Рековме дека утринското будење го реализираме утрово со директорот на културно-информативниот центар на Македонија во Белград и за сите оние активности кои што ги има таму, настани и случувања кои привлекуваат се поголем број посетители, но има и зошто. Од основањето на овој културно-информативен центар се до денес малку повеќе ќе се запознаеме со оние последни случувања или тоа кое што имаме да го најавиме во продолжение со Васко Шутаров. Васко, добро утро. Добро утро, Ивана, ви благодарам за вклучувањето. Ми значи многу да ве поздравам, да ги поздравам вашите гледачи и вас пред се. Благодарам. И запознавајќи се со работата на нашиот културно-информативен центар во Белград, воедно да ве испровоцирам да не бидете наши гости на програмите што ги спремаме годинава во тековната 2026 година. Така После рутата 66, еден е на рутата Е70, ништо помалку популарна, 442 до Белграда, сончеви поздрави од Белград. Така е, поздрави и од облачното Скопје. Денеска имаме малку пооблачен ден и веројатно дожд, но во Белград е убаво и кога е сончево. Впрочем, Белград е секогаш убав, а особено за оние кои што сакаат уметност и имаат повод да отидат таму, уште подобро е сето она кое веројатно ќе го споменеме и во следните минути. Сакаме преку утринска на телма да информираме за она кое го прави Македонија или нашата земја, а се однесува на промовирање на сите оние кои што ги имаме квалитети кај нас, ако зборуваме конкретно и за уметниците и она кое што можеме да го прикажеме. Па така и во македонскиот КИЦ во Белград има што да се види. Јас само бидејќи имаме можност и прилика во следниве минути, ќе се осврнеме малку или ќе се навратиме назад од основањето на овој културно-информативен центар токму таму или отворањето, па се до овој последен период кога има и актуелна програма која ќе се разбира споделиме за оваа 2026. Иван, ова е наш најмлад културно-информативен центар во светот. Ги имаме 5, ова е нашиот 6-ти, но и најмлад културно-информативен центар. Основани сме минатата година на 11 април по една административна процедура за основање на установи во странство, која што не беше едноставна и лесна, просторна. Се позициониравме на улица Македонска 30, не случајно, во една од најубавите централни, еве сега и исклучително убави раззеленети улици, мириса на липа годинава нешто порано во Белград, наместо во јуни, еве на почетокот на мај, преова улица во која што не препознаваат и нас како културно-информативен центар, лесно не наоѓаат и веќе имаме една публика која што редовно ни доаѓа, како на дневните посети на нашиот центар, да се погледа изложба, да се информираат за следни настани, така и на сите наши настани кои што добиваат јавност по српските медиуми, за македонските неспорно секогаш добро информирана е македонската јавност за нашите активности, за што благодарам бескрајно. Така да имаме една убава поддршка како од медиумите, но пред се од публиката и од нашата македонска заедница во Белград и во Србија. Почнавме минатата година на 11 април со хорот Менада. Потоа имавме неколку убави настани кои што добија и свечарски карактер. На 11 април не можевме да го направиме тоа заради блокадите кои што се случува во Белград, но и трагедијата тогаш во Кочани. Така да официјално отворивме на 16 мај со Васил Таџиманов и Зарина прва седа. Во меѓувреме го одбележавме и 5 мај денот на македонскиот јазик со Никола Маџиров и Петар Андоновски. Имавме грст исклучително убави и посетени ликовни изложби од наши еминентни македонски уметници. Во текот на годината неколку концерти, многу значени и многу посетени. Наша интенција е, освен овде каде што сме лоцирани во Македонска 30, да бидеме што почесто присутни и на сцените во Белград. Белград, знаете и сами спомнавте, има една културна динамика која што е за секој респект. Белград е регионална и не само регионална културна престолнина и вистински предизвик е во една таква средина да се биде видлив, да се биде препознатлив. Ние тоа го правиме, иако сме само една година стара институција, веќе добиваме видливост и веќе сме препознаени каде сме и кои сме.
Минатата година имавме неколку проекти кои што побудија исклучителен интерес кај белградската јавност. Еден од проектите кои што ние го предложивме, освен програмата што Министерството за култура и туризам ни ја предлага, и за што исто така сум благодарен за поддршката постојана што имаме од нашето министерство, предложивме неколку проекти ние како КИЦ за кои што се испоставија да се исклучително интересни. Еве токму сега гледаме кадри од еден предложен проект наш, а тоа е да се бидат изложени слики на македонски уметници, ликовни уметници, најчесто доаѓени на македонското сликарство, кои што се наоѓаат во приватните белградски колекции, кои што никогаш порано или многу ретко биле изложувани. Потоа имавме еден проект кој што сметамо дека ќе биде одржлив, а тоа е портрети на големи уметници од Македонија кои што биле мост на спојување помеѓу Србија и Македонија. Минатата година направивме портрет на Зафир Каджиманов, кој што побуди еден исклучителен интерес и ни покажа дека таа култура на сеќавање, која што треба да ја негуваме, може да ни донесе и ден денес, да биде една проекција за иднината и да ги возобнови мостовите кои што големите уметници од форматот на Зафир Каджиманов како мостови на спојување на двете култури ги прават. Имавме, еве сега модерно е да се изразиме и така, преку половина милион прегледи на социјалните мрежи од рилсови на кои што беа прикажани Васил Каджиманов и Бисера Велетанич, кои што му дава почит на Зафир Каджиманов. Од тие причини годинава предложивме 3 портрети на македонски уметници кои успеале во Белград и во Србија и сметамо дека ќе бидат исклучително интересни. Ја користам приликава да ја поканам и македонската публика да ни бидат гости по тој повод. Ќе ни запее Маја Оџаклиевска после многу години, ќе правиме портрет на Маја Оџаклиевска, ќе направиме портрет на Нина Спирова и портрет на Бети Ѓорѓевиќ, а годинава предложивме еден проект за кој што сметамо исто така ќе биде одржлив и е многу благороден. Во Белград открив многу млади, најмногу музички уметници кои што се на прагот на своји успешни кариери. Јас лично присуствувам на нивните концерти, редовно сум присутен таму, ги најавувам кога има потреба од тоа, но сакаме институционална поддршка како македонска институција во Белград, да им бидеме одреден ветер во грб, да ги промовираме и во нашиот КИЦ, и на музички подиуми во Србија, и на музичките подиуми во Македонија. Еден гитарист за кој што велат дека ќе биде еден ден виртуоз на гитара, Коста Давчевски, една млада виолинистка, Вероника Белкич, која што исто така има македонски корени, еден млад актер и добар интерпретатор, кој што ќе го прави портретот на Нина Спирова, ќе ги представиме во Белград, низ неколку града во Србија и подоцна на есен ќе гостуваме во Македонија. Годинава продолжуваме и со концептот за презентација на колекционерски дел од приватните белградски колекции. Ќе ги представиме на јавноста по повод 30 годишнината од македонско-српските дипломатски односи. Правиме една ретроспектива на дела од Петар Мазев, од големиот Петар Мазев, за кој што поголем дел од јавноста не знае дека се некаде складирани во некои приватни колекции. За среќа имаме изградени односи на доверба и пријателство со тие колекционери и тие дела ќе ни бидат отстапени да можеме да ги изложиме и представиме како на српската, така и на македонската јавност. Министерството за култура и туризам за среќа ни предлага исклучително репрезентативна македонска програма. Вечерва имаме изложба на нашата млада уметница и професорка Јана Екимовска. За неколку дена ќе имаме концерти на гудачкиот квартет Атака и на групата Баклава. Значи, кон крајот на месецот ќе го презентираме Петар Мазев во музичка придружба на наши музички виртуози, за сега нема да кажам кои. На 15 јуни имаме изложба на Друштво на ликовни уметници на Македонија експериментален цртеж, а во месец јули имаме интензивна програма, најмногу музичка програма. На 6 јули ќе ни гостуваат оперскиот пејач Иван Наумовски со браќата Петрушевски на обоа и на пијано. Потоа имаме неколку концерти во кои што ќе ги представиме нашите млади музички уметници кои се школуваат, образуваат или работат веќе во Белград. И на 8 септември
они се веќе предвидени, дефинирани настани, правиме голема ретроспектива на доајенот на македонското сликарство, неодамна починатиот Родолјуб Анастасов, изложба која што ја договоривме да биде на 8 септември. Во есенскиот и зимскиот период имаме, да кажеме, тродневна промоција на Охрид, преку презентација на копаничарството во Охрид, на изработката на накит, на изработките во Срма, тродневна презентација на Охрид, договорена некаде околу празникот Свети Климент, значи околу 8 декември. И кон крајот на годината имаме на моје задоволство едно исклучително интересно музејско представување на артефактите од Исар Марвинци, едно од нашите најбогати археолошки наоѓалишта, а во меѓувреме и нема да ми замерат сите уметници што не ги спомнав, па ги има многу. Еве ќе имаме, да кажеме, портрет на вашата колешка која што следеше порано програми од култура и се уште еден исклучителен презентер на книжевните настани, Александра Јоруковска, некаде околу 8 октомври го договоривме тој портрет, ќе ни дојдат заедно со Сребро Ѓергиевска и ќе направиме комуникација со српски автори и преведувачи. И имаме во септември исто така еден многу значаен културен настан, тоа е на наш предлог, Форум за културна дипломатија, македонско-српски форум за културна дипломатија, на кој што ќе дебатираат за материјава која што ние работиме, а тоа е културната дипломатија, или како културата на една држава да создаде нови пријателства меѓу две земји или два народи. Тоа планираме да ја направиме околу 15 септември, тродневна конференција за културна дипломатија, на која што ќе ни учествуваат представници на ресорните министерства за надворешни работи и култура од двете земји, универзитетски професори од двете земји, представници на медиумите во кои што ќе сакаме вие да се препознаете како интерес. И се надевам дека годинава ќе стекнеме и нова публика, освен стандардната што веќе ја имаме, и за оваа година, прва наша година на белградската културна сцена, сакам таа публика да се надградува, изголемува. Јас работев, знаете, и самите 6 години како директор на културно-информативниот центар во Софија. Стекнувањето на нова публика, посебно млада публика, е врвен приоритет на секој менаџер кој што практикува или работи представување на култура во странство. Да, тоа е важно и тоа е приоритет. Вас ко кажавте се, немам никакво дополнително прашање, освен честитки за оваа навистина богата и содржајна програма, предизвикувачка, позитивно од сите оние кои што се делат како посетители или публика. Посакувам уште помногу време, како што вие самите кажавте, и верувам ќе бидеме во контакт и нашата соработка ќе продолжи да ги информираме нашите гледачи за сите новитети и сите оние настани кои што ќе бидат и во текот на следниот период. Ви благодарам за денешното утринско вклучување во утринска на тема. Ви благодарам. Ви посакувам успех.